Секој има право за подобро утре. Секој од нас одлучува во каква општина ќе живее. Време е. Менде Диневски за Битола. Сега. Денес се наоѓаме во градскиот пазар во Битола, кој можам да кажеме во катастрофална состојба. После 24 март на оваа локација ќе биде изграден нов современ градски пазар на површина од 6640 метри квадратни, кој ќе има пристап на возила од сите страни и за снабдување и за пазарење. Ќе има во него предвидено 474 продажни места, ќе има модернизирани тезги. Овој проект го нудиме затоа што граѓаните на Битола го заслужуваат тоа и конечно за наредните 30 години ќе го решиме. Време е. Менде Диневски за Битола. Сега. Смешно е Талевски да говори дека сме немале тим за успех и резултати, а заборава да спомене дека безмалку секој директор што го постави Талевски на функција има по неколку кривични пријави. Дел од нив завршиле и во притвор. Време е. Менде Диневски за Битола. Сега. Вечерва тука гледам многу ведри лица, иако е невреме. Гледам луѓе кои се загрижени за иднината на своите деца, на своите внуци. И тука нема луѓе кои добиваат дневница за да излезат на митинг. И тука нема луѓе кои се приморани да излезат затоа што ќе го изгубат работното место. Една работа денес слушам на неколку пресконференции на ВМРО ДПМН. Фрлаат со дрва и со камења по нас, кажа многу невистини, кажа многу навреди за мене, за моето семејство, за моите најблиски соработници, за луѓето од Сојузот за иднината. Во недела е прочка. Ќе им простам. Ќе им простиме и ние сите тука заедно. Ама една работа граѓаните нема да им простат. Нема да им простат затоа што потрошија 200 милиони евра и ништо не направија од Битола. Првата работа што ќе ја направиме покрај приоритетите, ќе извршиме ревизија на нивното работење. Почитувани пријатели, затоа ве повикувам на 24 март да гласате за советничката листа предводена од Васко Ковачевски. Да го заокружите бројот 42. Да гласате за оваа програма, која е победничка програма. Време е. Менде Диневски за Битола. Сега. Екс-градоначалникот Талевски спрема Цапари, искрен да сум. Јас да бев како него, појќе овде немаше да стапна. А каква дрскост негова, па да бара уште и трет мандат, да бара повторно довербата од вас, Цапарчани и од околните населени места. Човекот имаше 8 години мандат, располагаше со 200 милиони народни пари, а за нас, жителите на Битола, не направи апсолутно ништо. Посебно за подпелистерските села, каде што магистралниот пат е во катастрофална лоша состојба, улиците се ужасни. Време е. Менде Диневски за Битола. Сега. Кога дојдов тука, се видов со дел од повозрастните луѓе од Цапари, ги прашувам кој е постар, Цапарскиот или Вевчанскиот карневал. Тие ми велат Цапарскиот. Да не си дел од таа традиција, а да си градоначалник на една општина и да се представуваш дека си човек од културата, не е ништо друго освен лицемерие. Во оваа програма се запишани и потребите и барањата на сите останати села околу Цапари. И за Рамна, и за Лера, и за Доленци, и за сите села во општина Битола. Затоа, почитувани пријатели, бидејќи имаме сериозна програма, бидејќи имаме советничка листа која е предводена од Васко Ковачевски, ве повикувам на 24 март да гласате за бројот 42 и конечно во Битола да дојде до промена на власта, да дојдат луѓе кои имаат визија, кои имаат концепт како да ја развиваат Битола во наредните 4 години. Да сте здрави и живи, заедно да славиме на 24. Време е. Менде Диневски за Битола. Сега.